Почитувани присутни, драги пријатели, добар ден на сите. Денеска сме на уште еден настан, поврзан со нови проекти за младите луѓе. Вредноста во политиката не треба да биде она што политичарите ќе го кажат, туку тоа што тие ќе го направат. Минатиот труд на секој политичар се мери низ проектите и делата кои ги направил, а не по тоа колку омрза и колку деструкција послал зад себе. Нам не ни се потребни празни дебати, туку реални дела, зашто на крајот важно е колку добро сте направили за народот. ВМРО-ДПМНЕ ја прифаќа одговорноста дадена од народот и целата своја енергија ја насочува кон работа, кон дела, кон нови проекти, она што на нашиот граѓанин ќе му го подобри животот. И Македонија е многу повеќе од сите докажувања, деструкции, конструкции, кои се обидуваат да не ги наметнат. Македонија е новите улици во Страцин, спортската сала во Кратово, обновеното училиште во Стајковци, новата градинка во Чучер Сандево, канализацијата и патот во Вирче, новата инвестиција од близу 1000 вработувања во Демирхисар, новата болница во Штип, илјадниците проекти кои се работат низ целата држава. На тој план, проектите за младите се нашиот најсилен влог за еднината на државата. Младите се силата на едно општество, но и огледало за тоа колку и како една држава сака да се развива. Инвестициите кои ги правиме на тој план се сеопфатни и го нудиме она што највеќе му треба на младиот човек. Подоброто образование, квалитетната спортска инфраструктура, мерките и поволностите за развој, поддршката на социјално ранливите, подобрите услови за напредок и обезбедување на можности кои на младиот човек ќе му бидат од реална корист и така натаму. Затоа, во изминатиот период покрај проектите за млади, кои дотогаш ги реализиравме, понудивме нови проекти за млади. Ова се реални и добро подготвени нови проекти кои имаат точни рокови за реализација. Но ние не застануваме тука. Ние сакаме да направиме многу повеќе. Денес ќе објавам уште 6 нови мерки и проекти за младите. Со што тоа ќе биде со преходните 34 мерки и денешните 6, тие ќе бидат вкупно 40 нови проекти, промовирани дел од нив досега, дел денеска. 40 нови проекти за вас младите. Одиме сега поред. Првиот проект е овозможување на бесплатна лазерска корекција на диоптрија за студентите кои имаат проблем со својот вид. Лазерската корекција на видот ја намалува или комплетно ја елиминира потребата од носење очила или контактни леки, а со тоа и трошоците поврзани со купување на рамки за очила, стакла, нови контактни леки и средства за нивно одржување. Но и представува трајно решение за луѓето кои имаат проблем од овој карактер. Затоа, ние се одлучивме тоа да биде бесплатно, целосно бесплатно, за студентите од 18 до 26 години. Со овој проект предвидуваме да се овозможи корекција на диоптријата за сите студенти од 18 до 26 години,
кои се од семејства со остварен нето приход од 115.080 денари на годишно ниво за над плюс минус 2 диоптер. Ласерската корекција на диоптријата за оваа категорија на млади ќе биде целосно на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Ласерската корекција на диоптријата во денешно време се смета за безбедна, успешна метода со која се добива јасен и прецизен вид, без потреба од носење на очила или контактни леки. Оваа гранка на офталмологијата, која се нарекува рефрактивна хирургија, вклучува неколку различни процедури, кои ја подобруваат способноста на окото за фокусирање и ја намалуваат или елиминираат потребата за носење очила или контактни леки. За да се направи ласерска интервенција, потребно е да бидат исполнети неколку важни услови. Лицето мора да биде на возраст над 18 години. Окото треба да биде здраво, да нема други придружни заболувања. Диоптријата треба да биде стабилна, да не се менува во текот на последните 12 месеци. Се извинувам. Просечната сума која сега е потребна за овој вид на интервенција се движи околу 1200 евра. Со овој проект, оваа интервенција за оваа категорија на млади ќе биде покриена од страна на државата. Со ова ќе помогнеме на многу млади луѓе кои преходно немале можност поради финансиски причини тоа да го обезбедат, имајќи ја во предвид комплексноста и скапата процедура. Практично, со спроведување на оваа ласерска интервенција ќе добијат нормален и коригиран вид, што е од непроценлива важност за секој човек кој што има таков проблем. Проектот ќе започне да се спроведува од 2017 година, зашто преходно ќе бидат направени неопходни законски измени во Законот за здравствено осигурување и секако ќе бидат обезбедени средства во буџетот на Фондот за здравствено осигурување, што веќе е договорено помеѓу Фондот, Министерството на финансии и Министерството за здравство. Благодарам. Вториот проект за денес е обезбедување бесплатни леки, очни помагала за студенти и средношколци. Покрај можноста за ласерска корекција на диоптријата, ќе овозможиме преку Фондот за здравствено осигурување субвенционирање на ортопедски очни помагала, меки леки за сите студенти и средношколци од 14 години до 26 годишна возраст. Од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат просечниот бруто износ во државата од 32.173 денари до завршувањето на циклусот на учење и студирање. Студентите и средношколците, наместо да користат очила, ќе можат на товар на Фондот да користат бесплатни леки за диоптер за кратковидост и далековидост над плюс минус 2 диоптер. Со оваа мерка ќе се намали и психолошкиот притисок на студентите и средношколците, а воедно ќе се постигне подобра коректура на видот и ќе се намали прогресијата на кратковидоста или далековидоста во оној период од животот кога видот им е непотребен. Ова е значителна корист и значителна финансиска поддршка за младите, на кои им е потребна ваква корекција на видот. Овој проект ќе започне да се реализира од 2017-та, откако преходно ќе бидат направени обемни подготовки за негова реализација, чии што основи веќе се договорени помеѓу Министерството за здравство, Министерството за финансии и Фондот за здравствено осигурување. Третиот проект
Третиот проект е организирање на младински настан наречен Студент Фест. Со проектот Студент Фест, по примерот на европските студентски градови, се предвидува организирање на голем студентски фестивал. Со овој проект ќе бидат офатени 5 општини: Штип, Битола, Охрид, Тетово и градот Скопје. Односно сите универзитетски градови во Македонија. Во општините Штип, Битола, Тетово и Охрид фестивалот Студент Фест ќе се одржува еден ден во годината, додека во Скопје ќе трае повеќе денови, ќе се одвива на 6 плоштади во различни денови, каде преходно најавивме дека ќе се градат мултифункционални бини, и тоа на плоштадот Македонија, плоштадот Филип II, плоштадот Мајка Тереза, плоштадот Пресвета Богородица, плоштадот Скендербек и плоштадот ВМРО. На крајот најдобрите ќе пеат и ќе се надпреваруваат во една финална вечер. Носител на проектот ќе биде Агенцијата за млади и спорт во соработка со општините, а ќе започне да се реализира од наредната година. Учесници на фестивалот ќе бидат студенти од почетокот на студиите до крајот на нивните студии. Четвртиот проект е обезбедување на субвенции за купување на музички инструменти. Постојат голем број на музичари, студенти кои поради финансиски причини не може да си дозволат поквалитетен инструмент преку кој ќе се усовршуваат во областа за која се определиле. Затоа, во своите континуирани залагања за унапредување на уметноста и земајќи ги предвид финансиските потешкоти за купување на музички инструменти, ВМРО-ДПМН е предвидува проект преку кој секоја година ќе бидат субвенционирани до 50 музичари годишно со еднократен паричен надомест од 75% од сумата за купување на нов инструмент, но не повеќе од 100.000 денари. Во голема мера, оваа поддршка ќе значи и 100% покривање на средствата за купување на инструмент. А во случаите каде се работи за поскап инструмент, оваа субвенција ќе биде значителна помош во неговото обезбедување. Овој проект ќе се реализира преку Министерството за култура од септември идната година, 2017. Петиот проект е обезбедување на бесплатен здравствен преглед за спортските репрезентативци. За да се создаде еден спортист не е важно само да тренира, туку и да се грижи за своето здравје. Со проектот бесплатен здравствен преглед за спортисти ќе им се овозможи на сите репрезентативци во младински категории 2 пати годишно да имаат редовен спортски здравствен преглед. Спортовите кои ќе бидат офатени со овој проект се фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, тенис, бокс, карате, таеквондо, џудо, борење, кикбокс, велосипедизам, кајак, пливање и атлетика. Како услов за да го искористат овој проект, младите треба да бидат репрезентативци во минимум 2 последователни циклуси или категории. Овој проект ќе се реализира од јуни 2017 година. Шестиот проект е отворање на нови читални во Прилеп, Струга и Гевгелија.
Работејќи посветено на отварањето нови просторни капацитети, кои го помагаат процесот на студирање, едукација и надоградување, ВМРО ДПМН предвидува отворање на 3 нови читални во 3 општини во Република Македонија, во Прилеп, во Струга и во Гевгелија. Во читалните ќе има и компјутери, кои ќе бидат на располагање на корисниците на читалната. До сега во овие 3 града немаше ваков адекватен простор, а се работи за места каде има студенти, факултети или дисперзирани студии на различни факултети од различни универзитети. Ова ќе представува и проширување на постојниот проект, преку кој веќе предвидовме нови читални во општините Струмица, Аеродром, Велес и голема мултифункционална читална во Скопје, во центарот на градот. Овој проект ќе се реализира од јануари 2017 година преку Министерството за образование и наука. Почитувани присутни, со денешните нови 6 проекти, вкупно понудивме 40 нови проекти, кои представуваат нашата визија и нашата конкретна инвестиција за младите. Вие најдобро знаете дека она што го ветуваме, ние и го остваруваме. Зад секој нов проект, секоја институција која ќе биде одговорна за спроведување, ќе има мојата упорност, мојот ангажман за тоа дека мора да се реализира ветеното. Доследно и навремено. Мора да се исполнат очекувањата на младите, бидејќи зборот е збор и тој мора да се исполни. Докажуваме дека значаен е секој проект и дека младите го имаат нашето должно внимание. Ова го правиме затоа што искрено веруваме во потенцијалот на младиот човек и затоа што обезбедувањето на сигурност, добро образование, инфраструктура и можности се работите кои силно го потикнуваат нивниот развој. Работата и проектите се нашиот приоритет и колку и да се обидуваат да не навлечат нашите политички противници на други теми, конструкции и манипулации. Народот знае дека проектите и работата единствено го прават нивниот живот подобар и перспективен. Деструкцијата, каква ја применува опозицијата, на граѓанинот не му ги решава проблемите. Ниту оние несреќни епизоди, какви гледавме во последно време, кои се кршат на грбот на граѓаните. И одредени политичари водат кампања која пред време ја започнаа. Од тоа што може да се види, повеќе од јасно е дека таа кампања е валкана и непринципиелна. Видовме како се кочеше, како се прави обструкции и селективност. И така мислат да водат политика. Јас одбивам да се натпреварувам во рушење, во деструкција или во конструкции и манипулации. Тоа е терен кој не го познавам ниту прифаќам. А очигледно има такви кои наместо искрена работа, теренот на манипулации најдобро го владеат. Со вакви работи, со разни чаушовци, местенки и фабрикувања, нема да добијат избори. Народот ги има прочитано и знам дека ќе одбере програма и нови работни места, наспроти деструкцијата која СДСМ ја нуди. Одбивам да влегувам во нивните игри на манипулации и на деструкции, која, повторувам, на народот не му ги решава проблемите. Она во што ние сме добри и она кон што ВМРО е силно фокусирано е развојот на економијата, новите работни места и подобар животен стандард на граѓаните. Тоа е нашата сила. Политиката сепак има вредности и е многу повеќе од тоа што опозицијата сака да го прикаже. Нашата сила е во нашиот народ, кој е мудар, кој знае многу добро што се случува, кој и за што работи, се бори и кој силно и громогласно ќе одговори на изборите на 5 јуни. Таа сила не бодри,
да направиме уште многу повеќе. Затоа што нашата победа на 5 јуни ќе биде огромна победа. Огромна победа на народот и вистината. Да сте живи и здрави. Да живее Македонија!